Кафеаната Низамие зазема посебно место во историјата на Битола како символ на европеизацијата на градот во текот на 19-тиот век. Таа не била обична меана, туку културен феномен кој го најавил модерното живеење. Еве ги најзначајните детали за неа. Прво, битолскиот лонгшамп. Англиската патеписка Мери Аделаид Вокер, која престојувала во Битола во 860-тите години, ја опишува оваа кафеана со големо воодушевување. Таа ја нарекува лонгшамп на Битола, споредувајќи ја со познатото елитно шеталиште и хиподром во Париз. Тоа било место каде што се гледало и каде што се било видено. Второ, револуција во социјалниот живот. Низамие била клучна за неколку големи промени во градот. Женско присуство. За прв пат во историјата на градот, во градината на оваа кафеана им било дозволено на жените, првенствено христијанки и припаднички на елитата, да седат јавно на кафе. Ова било огромен чекор напред, бидејќи дотогаш кафаните биле исклучиво машки простори. Европска мода. Тука за прв пат почнала масовно да се промовира европската облека. Мери Вокер забележува дека и покрај тоа што немало железница, кринолината, односно широките фустани, стигнала во Битола веројатно на грб на камили, а дамите ја носеле токму во Низамие. Трето, амбиент и забава. За разлика од старите ориентални кафулиња каде се седело на миндерлуци, Низамие нудела модерен инвентар, маси и столици во европски стил. Разноликост, била собирно место за турци, евреи, христијани, трговци и дипломати. Забава, покрај кафето и ракијата, гостите играле табла, а подоцна бил воведен и билијард, што во тоа време било врв на модерната технологија за забава. Четврто, локација. Иако точното место денес е тешко да се лоцира со прецизност бидејќи објектот не е зачуван, се знае дека била сместена во близина на тогашните воени касарни и елитниот дел на градот, околу денешниот горен дел на Широк сокак или кај офицерскиот дом, каде што војската и дипломатскиот кор имале најлесен пристап. Самото име Низамие доаѓа од редовната турска војска Низами Џедид, што укажува на нејзината поврзаност со тогашните реформи во Османлиската империја.